секој ќе си размислите дека за она што го чекам толку долго и што е мојот сон за вработување, имам простор, доволно простор да навежбам, значи кога ќе дојдам таму да бидам спремен, искористете го. Ги пролистав сите портали на интернет, сите frequently asked questions, најчесто поставувани прашања за прво интервју, како да се облечеш, како да воспоставиш добар eye contact за да покажеш професионализам, нели, пред интервјуирот. Тоа што ми се случи кога го добив првото прашање на првото интервју беше апсолутна парализа. Зошто? Пошто surprise, не беше ни едно од прашањата кои што ги прочитав на интернет. 10 најчесто поставувани прашања. Ви гарантирам дека на следното интервју од овие 10 прашања што ќе ви кажам ќе ви постават барем 4. Добро дојдовте на Braincast, на нашата трета епизода, подкастот за кој разговараме на теми поврзани со кариера, бизнис, предприемништво, вработување. Јас сум Петар и денеска сум вашиот хост. Денеска ќе разговараме за една многу интересна тема за мене, претпоставувам и за многу од вас. Ќе разговараме за како да дојдете до кариера во IT. Денеска имам две соговорнички со кои ќе ви ги представам малку подоцна и ќе поразговараме на оваа тема. Пролета символизира нови почетоци, па добро би било да ја започнеме, нели, пролета со нова кариера. Токму затоа сме денеска тука за една специјална епизода за нас, ја нарековме 18 чекори до нова работа оваа пролет. Како што ви кажав, денеска имаме две соговорнички. Едната е Јана, мојата драга колешка Јана, од тимот на Partnership, на тимот кој последниве 2 години успеа да вработи 900 луѓе и тимот кој им помага, ги поврзува студентите и за вработување и за работа на реални проекти. И имаме исто така нашата драга Олгица, партнерка од HSO организација која веќе има неколку илјади вработени, интернационална организација со канцеларии тука во Македонија. Денешната дискусија е поделена на 3 поголеми категории, што се всушност трите чекори за вработување. Првата категорија е процесот на апликација, каде што секој од нас ќе даде по 2 совети за како да ги исполниме целите во овој прв чекор, односно целите во чекорот за апликација е како да оставиме прв впечаток, добар впечаток и како да ги зголемиме шансите да стигнеме до интервју. После тоа е вториот чекор, односно тоа е процесот на самото интервју. На самото интервју има исто така неколку цели, освен тоа пак повторно да оставиме добар впечаток, меѓутоа овој пат онлайн или во канцеларија. Дополнително, ова е чекорот каде што ние имаме шанси да дознаеме повеќе за организацијата и да пробаме да разбереме дали таа организацијата каде што ние треба да почнеме со работа, дали е таа организацијата која одговара на кои се нашите вештини, кои се нашите очекувања, планови за воиднина и така натаму. Меѓутоа исто така е и чекор каде што можеме да се представиме во најдобро светло што можеме, бидејќи нели во наводници да се продадеме, бидејќи идејата што сме дошле на тоа интервју е да ја земеме таа работа, така да ќе ми помогнат Јана и Олгица тука да дадеме некои совети за како да ги најдобро да го поминеме овој втор чекор, односно чекорот на интервју. И последниот чекор е чекорот по интервју, односно нели како да ги зголемиме шансите за да добиеме таа работа. Сега за секој од овие категории, Јана, Олгица и јас ќе дадеме по 2 совети. Тоа всушност прави 18 совети кои ќе ни помогнат да дојдеме до работа ова пролет, што е нели тема на овој подкаст. Па да не одоговлекувам многу, би започнале сега со мојата колешка Јана. Јана, ке можеш ли да споделиш со останатите нели твоите 2 совети за во овој дел, во првиот чекор, односно чекорот на аплицирање? Yes. Најпрво, Петар, ти благодарам за поканата и Олгица, исклучително ми е драго што ова епизода си ни гостинка на Braincast. Многу се размислав како да го почнам ова и решив дека морам да почнам со една лична приказна, односно приказната за моето прво интервју, кое што ми беше исклучително тешко подготвувањето. Значи,
што се случи, ги пролистав сите портали на интернет, сите frequently asked questions, најчесто поставувани прашања за прво интервју, како да се облечеш, како да воспоставиш добар eye contact за да покажеш професионализам нели пред интервјуирот. Меѓутоа се уште ми беше исклучително тешко и сите тие работи што ги прочитав беа многу окей, меѓутоа ни една од нив не беа овие 18 совети кои што ќе ги дадеме денес. Така да тоа што ми се случи кога го добив првото прашање на првото интервју беше апсолутна парализа. Зошто? Пошто surprise, не беше ни едно од прашањата кои што ги прочитав на интернет. И сватив дека премногу време посветив на она како се однесуваат другите, како се поставуваат другите, а премалку време посветив на која сум јас како Јана. Јана која што впрочем беше на интервју за маркетинг позиција во Brainstars со Петар. Меѓутоа интервјуто помина супер многу брзо се опуштив и секако дека беше и во голема мера и пошто ја сакав позицијата и поради интервјуирот. Меѓутоа да можев тогаш да го чујам овој подкаст, веројатно ќе ми беше многу полесен процесот. Вториот чекор е се уште сум во оваа компанија, секако и сега сум во позиција каде што јас ги држам интервјуата. И тоа беше еднакво тежок процес кога јас прв пат држав интервју на некој кој што треба да влезе во мојот тим, во партнершип тимот. Меѓутоа, што се обидов да направам денес, за да се спремам за овој подкаст, да направам една паралела помеѓу тоа како беше првото искуство кога јас бев интервјураниот и како беше првото искуство кога јас го држав интервјуто, за да можам на сите вас денес што не слушате да ви ги дадам најдобрите совети за како да добиете работа ова пролет. Така да првиот совет од мене би бил една итерација на CV-то веќе не е доволно. Сите компании каде што аплицирате се со различна позадина, различни вредности, различни принципи на работа, различна компанијска култура. Значи дури и да аплицирате за една иста позиција, дадете се од себе да направите уникатно CV. CV кое што ќе ве издвои од другите, CV кое што ќе одговара на она што го бара компанијата. Посветете време, можеби не постои перфектното CV, меѓутоа веројатно постои перфектното CV, вашиот перфектен профил за таа компанија. Така да тоа ми е дефинитивно еден од првите совети, да се потрудат сите кои што сакаат да аплицираат за работа да бидат the perfect match за компанијата во која што аплицираат. Вториот совет ми е дефинитивно дадете мотивација, односно пишете мотивација за зошто ја сакате позицијата. Ова не е нужно да е формално, долго, комплицирано мотивацијско писмо, меѓутоа да е нешто што доаѓа од вас, нешто што на луѓето кои што ви интервјуираат ќе им даде вистинска слика дека вистински сакате да бидете во оваа компанија. Не е нешто што е генерирано од ChatGPT, не е нешто што е предолго, не е нешто што е формално, нешто што вистински ќе ве опише вас, односно што на компанијата ќе ја даде вистинска слика за кој сте вие како личност. На страна од професионалното, кој сте вие како личност. Така да ова се моите два скромни совети. Олгица, би сакала да продолжиш? Благодарам ја, ја прво ќе кажам благодарам, значи и на Петар и на тебе за поканата да бидам дел, да речеме, од овој подкаст. Со задоволство би споделила, значи, со сите вас кои што слушате совети, не знам дали да кажам дали од моето лично искуство како кандидат за вработување или како работодавач. Меѓутоа ќе почнам со првиот совет кој што секако ќе биде истражете која од компаниите што ја таргетирате присутна на пазарот. Значи без разлика дали аплицирате на локалниот пазар или надвор, секогаш побарете компанијата која што за вас е важна и ја сакате. Не мора тоа да биде анализа колку такви компании има во земјата и така натаму, него дали постојат такви компании каде што реално мојата позадина и моето познавање и она што е вредно, што може да ја донесам во таа компанија, постои тук. И тргнете од таму. Значи, најчесто се тоа прашањата, познавам ли некого таму, колку е задоволен, значи, од искуството што го има таму,
колку е компанијата заинтересирана за вредностите на вработените и кои се тие, што е она значи што може да го вреднуваат од моето искуство, од моето познавање, без разлика дали го имам, потребното претходно работно искуство и така натака. Распрашајте се колку се задоволни луѓето што работат доколку ги познавате. Значи, дури доколку не ги познавате, мислам дека кај нас дури нема таква пракса да дојдеш и да кажеш јас сум заинтересиран за вработување во вашата компанија, што можете да ме кажете за вашата компанија, без разлика значи дали ќе пристапите кон аплицирање или не. Обидете се дека не користите, значи вториот совет би бил стандардни темплети, како што кажа Јана, јас би се надоврзала на тоа. Без разлика дали аплицирате значи за истата позиција или за сосема различна позиција, значи вашата апликација треба да соодветствува со вашето искуство. Не да е темплет што го опфаќа, да речеме, интересот само на компанијата и на позицијата, туку да опфаќа она што е ваше лично допринесување во таа улога. Проверете ги печатните грешки, нешто што мене лично многу ми пречи, значи кога ќе видам документ каде што можев да кажам тоа, требаше да помнимавам на ова, меѓутоа остава слика и за самите вас, кога аплицирате колку сте вие спремни, значи и посветени на тоа што го правите. Тоа е првиот чекор каде што работодавачот всушност се запознава со вас. Петар, тие би биле моите две, се надевам. Фала, Јана, фала. Олгица, значи, во првиот дел, во делот на аплицирање од Јана добивме два совети, односно да направиме CV прилагодено за различните позиции и да ми пишеме мотивација зошто ние аплицираме во организацијата. Од Олгица слушнавме многу добар совет дека треба да ги истражиме компаниите пред да аплицираме и нели оној стандарден темплейт и оние печатни грешки, така работи треба да ги избегнеме. Пред да ги дадаме моите два совети за апликација, сакам да спомнам нешто Олгица што го кажа. Вика, нема пракса тука кај нас во Македонија луѓе да дојдат и да прашаат за организацијата дали има работа. Тек сам да ви кажам еден одвратен пример. Ја го знае колегата. Имавме еден студент, Боко, пред неколку години има завршена кај нас и дојде кај мене во канцеларија, ми се представи, јас сум Боко, студирам кај вас на академија, завршив кај вас на академија и јас нема да си идам од канцеларијата додека не ми даете работа. Тоа беше настап. Викам да се симнеме доле до кај нас ситиото се уште што ни е Ивица, дали има работа и го вработив на човекот. Мислам дека на лице место ден подоцна, меѓутоа тоа е покажа храброст, покажа кој како човек и сакаме такви луѓе во организацијата, така немој да ми доаѓате така во канцеларија. Сега не ме охрабрувам, меѓутоа тоа функционираше тој пат. Мислам дека охрабрувањето е да излеземе надвор од она што е типично. Понекогаш стандардниот, типичниот пат не функционира. Ако смислите некој нетипичен пат, можеби ќе се издвоите. Да не се разбираме погрешно, не охрабруваме да одите во компанијата и да прашувате значи кој сте што сте. Меѓутоа ако веќе имате одбрана компанија која што значи може да го интригира вашиот интерес, распрашајте се убаво. Апсолутно. Сега моите два совета би биле следни. Значи првиот е користете препораки од организацијата, односно ако најдете луѓе во организацијата кои ги познавате, може многу да се зголеми шансата да поминете да стигнете до интервју или уште исто така да стигнете до вработување. Има едно истражување на Career Pivot што вика 50% се зголемуваат шансите да ве повикаат на прво интервју доколку сте по препорака од некој внатре во организацијата, 20% се зголемуваат шансите да дојдете до таа работа. Така да доколку до сега сме го правеле следното, односно наоѓаме отворена работна позиција и веднаш аплицираме, сметам дека е тоа погрешно. Може да побараме дали имаме луѓе во организацијата од кои можеме да побараме препорака, нели конекции, врски во организацијата, некакви од кои можеме да побараме препорака, или пак доколку немаме, мислам дека треба проактивно да почнеме да ги градиме тие врски конекции. Исто така и Олгица спомна направиме листа на компании во кои сакаме да работиме. Тоа е според мене многу добра идеја. На времето кога јас аплицирав за работа го направив токму тоа, избрав 5, 6, 7 компании, не ми текна колку беа компании во кои јас сакам да
да работам, тоа може да го направите и вие. Поврзете со тие компании на LinkedIn, изградете добар LinkedIn профил, почнете комуникација со со луѓето од тие организации и можеби ќе се отвори некогаш работна позиција, големи се шансите да се отвори работна позиција во која ќе можете вие да аплицирате, па тоа ќе може да се повикате на некоја од конекциите. Исто така, нели, се договоривме да не многу промовираме наши услуги на овој подкаст, меѓутоа од друга страна, нели, ако сте наш студент, завршете си ги врските на академиите, изработете ги проектите кои треба да ги изработите и обратете се на тимот на Јана, бидејќи како што ви кажа во претходниве 2 години над 900 луѓе веќе имаат они директно препорачано за вработување. Тоа е првиот совет. Значи, совет е да најдеме конекција од организацијата да може да ни помогнат во процесот на вработување. И вториот совет според мене е да бидеме проактивни, односно да правиме редовно follow-up. Некогаш не е доволно да аплицираш и да чекаш да те повикаат на интервју. Можеби ќе треба неколку follow-ups, односно неколку пораки после тоа да се напишат. Можеме да искористиме да речеме да бидеме учтиви, да преку ова втора порака што ќе испратиме да кажеме колку нели сме возбудени за шансата, да се заблагодариме дека имаме шанса да аплицираме и дека се надеваме да не повикаат. И доколку го направиме тоа еднаш, може да избереме уште една друга порака на која можеме по која можеме повторно да се обратиме, например, да не ви треба нешто дополнително за нас, за мене. Идејата е да не звучиме очајно, ниту арогантно, туку да им покажеме ентузијазам, да им покажеме дека навистина имаме голема желба да работиме во организацијата. Доколку имате проекти изработено, можете во некој од следните милови да ги пуштите проектите се со цел, нели, кои се целите на овој чекор. Целите е да оставиме добар впечаток, дека сме упорни, дека сме заинтересирани за работната позиција и да не викнат на интервју. Со ова сметам дека се зголемуваат шансите да не викнат на интервју. Океј. Постигнавме до првото интервју и сега што? Првото интервју, значи е секогаш најинтересната тема за повеќето, затоа што најчесто сите сме заинтересирани која е совршената формула, како што спомна Јана претходно, значи фокусот го давам на се она што мислам дека е потребно, меѓутоа никогаш на себе, дали јас на вистина се представувам себе си, нели, на тоа интервју. Да ве разучарам сите, совршена формула не постои, со формулата значи секој си ја прави индивидуално. Што тоа значи? Значи текот на разговорот зависи од многу фактори. Значи профилот, сениорноста на оние кои што го спроведуваат интервјуто, расположението, енергијата во самата просторија, денот и што, мислам, не знам што се не. Битно е, значи, да се обидете да не нагаѓате кои прашања би можеле да ви ги постават. Да, никогаш нема да знаете точно кои прашања ќе ги добиете и на кои што треба да одговорите, меѓутоа многу е важно да слушнете кои се прашањата уствари што ги добивате. Така едноставно ќе може да се ослободите себе си, значи да го кажете она што на вистина го носите како вредност. Активно слушајте, значи активно одговарајте на прашањата и прашувајте или побарувајте дополнување на оно што не ви е јасно. Многу пати се наоѓаме дури и ние ден денес, значи во ситуација каде што си слушнал, не си разбрал, меѓутоа еве во интерес на групата продолжувам понатаму. За мене останува непознат. Секогаш кога нема да го добијам одговорот на се. Бидете наспани и свежи. Јана исто кажа на почетокот, значи дали сум добро облечена, дали добро стојам, дали добро изгледам. Многу е пред се, значи битно да сте наспани и свежи. Тогаш идеите се свежи, тогаш разговорот тече само од себе и така натаму. Во ред е, значи да не знаете, но не е во ред да делувате исплашено, несигурно, арогантно, не дај Боже и така натаму. Имајте на ум дека интервјуто е размена на информации. Доживајте го, значи, како професионално запознавање. Јас ставам информации за себе, дознавам информации за компанијата и така натаму. Значи, не е тоа испрашување.
Не треба да имате страв, значи тоа е нормален разговор каде што вие ќе запознаете значи повеќе детали за позицијата за која што сте аплицирале, меѓутоа и компанијата ќе има прилика да ве запознае вас како иден вработ. Следете го разговорот, значи е многу битно според мене, значи не брзајте, не влегувајте во збор на соговорникот или да се истрчувате пред прашањето да биде завршено, значи вие да сакате да надополните или да одговорите, одава слика нели на една нетрпеливост што не е баш најдобра карактеристика нели на сите нас. Дозволете да завршат, па дадете одговор или поставете прашање и така натака. Текот на разговорот, значи секогаш ќе зависи од вас. Доколку вие го наведете разговорот да оди во одредена насока, нормално дека од другата страна оној кој што ве интервјуира ќе има уште повеќе прашања за да може да дозна уште повеќе одговори. Доколку не дозволува, значи средината, или односно доколку дозволува, би било убаво некојаш да кажете анекдота. Петар спомна. Олгица рече нема, нели, не одете не, односно одете распрашајте се, меѓутоа еве имам ситуација каде што реално дошол човек и рекол јас сакам да работам тука. Доколку постои простор за анекдота, секогаш кажете. Тоа е веќе слика за вашето искуство, за тоа како ги доживувате работите, значи каков човек сте и што ве прави среќен и така натака. На кратко би биле тие моите, ајде да кажем, неколку совети за текот на самиот разговор, односно интервју. Да продолжиме? Може. Да. Значи имам тука два исто совети во овој дел, нели на претходните подкасти тоа го кажував дека не сакам да споделувам хакови, финти, трикови, сакам повеќе да зборам за теорија, за стратегија, меѓутоа овие две совети се финти, се хакови, така да може да ги искористите. Секој интервјуер, односно или скоро секој ви дава шанса да поставите прашање. Сега штом го знаеме тоа, зашто да не искористиме оваа шанса да се покажеме во најдобро светло кога ќе ни се даде шанса да поставиме наши прашања. И запамтете дека овој дел не е само за да си разјасните некои нејасноти, него дополнително да се продадете на организацијата, односно дополнително си ги покажете кои се оние вештини, карактеристики и да демонстрирате дека сте вистинскиот кандидат за ова организација, за таа работно место. Фокусирате се на кој ќе ви дое шанса да поставите прашање, фокусирате се на двете цели, да знаете повеќе за организацијата, меѓутоа и да се доведете во ситуација каде што ќе демонстрирате дека сте вистинскиот кандидат. Исто така персонализирајте ги прашањата, не прашувајте општи прашања. Одличен Како е да се работи во организација, туку прашајте како да се работи за оваа работна позиција, со кои колеги ќе работам, каков е мајндсетот, каков е пейсот на тој тим. И следното е надоврзете се на делови од интервјуто, тоа ќе покаже дека сте активен слушател, значи кога ќе се покаже шанса да прашате, поставете прашање или две поврзани со некоја дискусија што сте имале со човекот од другата страна претходно за време на интервјуто. И еве неколку финти кои прашања може да ги искористите, немојте да доаѓате кај нас на интервју или кај Олгица на интервју со овие. Запишете ги следните тикови. Немој со овие прашања, меѓутоа вака. Ако поставуваме специфични прашања за работата, добро е да прашаме кои се предизвиците и можностите со кои би се соочиле на оваа работна позиција, да речеме во првите 30, 60, 90 дена. Кои се наидните проекти во кои би можеле да бидам вклучен како кандидат. После тоа можеме да поставиме прашања за тимот. Можеме да прашаме прашања да ни опишат која е динамиката на тимот, динамиката на организацијата, кој е пейсот на тој тим, за да знаете дали би сте вклопиле во тој пейс и кои се најголемите предизвици за тој тим во моментот, исто така е добро прашање. Можете да поставите прашање за компанијата, односно може да го прашате човекот што ви интервјуира што е тоа што него го возбудува од работењето во оваа организација. Можете да прашате прашање за кои се плановите на организацијата за раст и развој понатаму. Може да исто така да прашате прашања за културата на работењето во организацијата, може да побарате дали има некој документ на интернет
вредности, за култура, каде што можете да знаете повеќе, доколку не да прашате да ви споделат неколку совети. Исто така може да прашате за што е тоа што е поразлично во оваа организација споредено со другите организации кои работат во истиот сектор, во истата индустрија. На крај може да поставите прашања дали на организацијата е потребно повеќе информации за нас како кандидат, за да можете да обезбедите и кои се следните чекори во процесот. Така да ова можеме да се подготвиме добро пред секој, да направиме финта, да се подготвиме добро и да блескаме кога ќе ни дојде шанса да ги поставиме овие, да ги поставиме прашањата. И вториот совет ми бил уште една финта, да се подготвиме за 10 најчесто поставувани прашања. Ви гарантирам дека на следното интервју, овие 10 прашања што ќе ви кажам, ќе ви постават барем 4. И замислете се, идете утре на полагање на испит и веќе 4 одговори имате, ги знаете барем 4 одговори, имате 6 у старт. Така да подгответе се на овие 10 прашања. Често ве прашуваат, раскажете ми на кратко за себе. Ако направите многу добра сумаризација, многу го ценам и многу голем впечаток, силен впечаток ми остава некој добро што знае да се испрезентира себе во 1 минута, во минута и пол, да се каже кои ми се лични personal mission statement, да му каже во што е добар, зашто аплицира тука, така да ако добро одговори на кажи ми за тебе, веќе Elevator pitch. Тоа е elevator pitch, баш. Второ прашање, зошто сакате да работите тука? Често го поставуваат ова прашање, зашто аплицирате кај нас? И тука можете нели, ако претходно, како што ви кажа, Олгица, истражите добро за организацијата, тука можете да прашате добри, конкретни, да дадете добар одговор зашто конкретно во оваа организација аплицирате, ако е индустријата која сакате, ако организацијата работи во, не знам, medical software, ако кажете некоја приказна зашто баш ова вас ве возбудува, мислам дека ќе добиете поени многу тука на овој одговор. Кои се вашите силни страни, кои се вашите слаби страни, трето и четврто прашање. Секогаш се поставуваат овие прашања. За силни страни можете да се подготвите и треба да се подготвите силни страни кои одговараат на самата работна позиција, да ги издвоите оние силни страни, а за слаби страни немој да кажувате никогаш дека немате слаби страни, затоа што тоа е погрешен одговор, или не знам зошто, не знам од каде, ама многу често како одговор на прашање кои се слаби особини, добивам дека сум перфекционист и секогаш морам до крај да ги завршам проектите. Тоа тој одговор е некој не знам од каде ја прочитам, меѓутоа често го добивам во момент прескокнете го тој одговор. Ќе дадам едно надополнување на твоите tips and tricks во однос на слабите и јаките страни. Значи може да добиете и прашање доколку сте вие во позиција, значи на работодавач, вие сте кандидатот кој што го одбирате, другиот кандидат сте вие, ама не ве одбираат зошто. Тука ги кажувате, значи несвесно своите слаби и позитивни страни. Така да во право мислам апсолутно. Јасно, ја поставувам на интервју уште едно прашање, исто поврзано со силни и слаби особини. Прашувам која е онаа слаба особина ваша на која никогаш не би работеле да ја подобрите, затоа што нели ако сме професионалци, ако можеме многу повеќе многу полесно да се подобриме во оние што не се силни страни и некогаш одбираме некои работи да не работиме. Например, public speaking за мене е многу сум слаб во тоа. Според мене да дојдат најдобрите експерти на планета можеме да направат максимум просечен. Ако работам на некој друг дел, мислам дека ќе биде многу по Ова многу често го збориме во Brainstar. Ја првпат мислам дека со тебе го имам зборано колку е неинтуитивно и колку не ни е природно да си ги признаваме слабите страни, знаеш. И кога ќе сватиш дека е окей да кажеш дека добро во ова не сум добар, меѓутоа ќе дадам се од себе да станам
апсолутно најдобар во ова што сум стварно добар, е многу големо олеснување. Значи многу Точно. е олеснување како И цел enable товар. to move Да, forward. цел товар од Да. грб да ти се трга. Да. Исто како во стратегија, Јана, нели во нашата стратегија има where to play и where not to play. Каде ќе играме, каде воопшто нема да играме. Точно. Каде сакаме да победиме, каде воопшто нема да се такмичиме и кои проекти ќе ги правиме, кои нема да ги правиме. Одлуката што нема да правиш, во што нема да инвестираш. Време е многу добра одлука затоа што ќе имаш повеќе време да се фокусираш на работите во кои си одлучил да ги правиш или во случај во кој си добар. Така да ви благодарам многу што се надополнивте. Би продолжил со следните, значи често прашање, број 5 прашање е каде се гледате во наредните 5 години. Пробајте да дадете одговор за ако разберете кои се целите за раст и развој на организацијата, пребајте да се прилагодите, односно да ги дадете вашите планови некако да бидат алайн со плановите на организацијата. Објаснете некоја ситуација каде што се покажале како лидер, тоа исто така често прашање. Знаеме, нели лидер не мора да си формален лидер, уште подобро ако си неформален лидер, ако ти е дадено некој проект или некој проект имате потешкоти да го завршите, па вие отскокнувате, се издвојувате како неформален лидер и успевате да го завршите проектот. Раскажете таа приказна, многу значи на луѓето што те интервјураат. Како се справувате со стрес и притисок? Тоа е исто така често прашање. Тука што сакаат луѓето што интервјураат да дознаат? Претпоставувам, или тоа јас сакам да го дознам, дали може да се фокусира во одреден период без разлика на другите дистракции, да се фокусира на една работа, да заврши од почеток до крај. Тоа сакам да го добијам, како луѓето се справуваат со стрес, односно ми кажат како остануваат фокусирани да завршат една работа без разлика на се. Многу често поставувано прашање, ова е број 8, е зошто напуштате од моменталното работно место? Грешка број 1 е да почнете да негативни работи, лошо зборите за организацијата, тоа нема да си го дозволите затоа што подобро е да се фокусирате на opportunities, кои се можностите во оваа организација, на ова работно место, наместо да се фокусирате на негативните работи Ќе надополнам уште нешто за претходната. Да. Значи во контекст на овој совет, значи на ова прашање број 8, во моментот она што ви изгледа негативно во таа компанија од каде што се заменувате, не мора да значи дека навистина е негативно за вас, значи точно понатаму, ајде да кажам. Значи е убаво да размислите и баш како што кажа Петар, никогаш не зборувајте негативни работи за искуството, односно за компанијата или колегите или било кој во претходната работна организација. Затоа што понатаму низ годините, значи како го стекнувате искуството, сваќате дека нешто сте понеле од тоа искуство, лошо искуство, и сте научиле нешто ново што сте го аплицирале во следната. Апсолутно се согласен. Бидејќи Така со ово прашање зашто напуштате, мене повеќе ме интересира зашто аплицираш тук. Така да пробај така. тоа да ми го испрезентираш, не на негативно, да ми кажеш кои се opportunity, кои се можностите што ги гледате тука во оваа организација. Совет број 9, како ги приоритизирате вашите задачи? Свесни сме дека нели особено ако некој влегува на позиција која е generalist, не спешалист позиција, би требало да дознаеме за човекот како хендла повеќе проекти одеднаш, односно како е ефикасен и ефективен, затоа што нели за некој човек добро да функционира, или тоа ќе го кажам за кај нас во организација, за добро да перформирате кај нас во организација, потребни се 3 работи: да работите многу, да работите напорно и да работите ефективно. Не може да одберете една од овие две работи, така да треба да се фокусираме на сите 3 работи. И нели последното прашање што најчесто го поставуваат луѓето кои интервјураат е дали имате вие прашања. Па тука ќе се навратиме на првото прашање, ќе ги оние 10 прашања што ви кажав, може да искористите некој од нив за да знаете повеќе за организацијата и за дополнително да се продадете. Одлично.
Thank you, Петар. Морам да се надоврзам нова, пошто баш пред некој ден држав интервју со кандидат и го добив можеби најдоброто прашање што никогаш сум го добила. Сум вперено кон мене и ми беше многу тешко и дури искористив еден од советите што ќе ги дадам сега. Односно, стварно беше тешко прашањето и на кандидатката ја кажав, те молам остави ми некоја минута да размислам, пошто сакам да ти давам многу добар одговор. Прашањето беше три работи со кои што би ја опишала културата во Brainstar. Ама ми рече, те молам навлези во детали. И викам, добра, окей, викам ова браво за прашањето, само те молам дај ми некоја минута да размислам, да дадам квалитетен одговор, така да мојот прв совет е тоа, ако е тешко прашањето, а треба да биде тешко прашањето, слободно побарајте некоја минута за да седнете за да размислите, запишете на страна, запишете што мислите, прашајте нешто ако не ви е јасно, многу е подобро да прашате ако не ви е јасно прашањето отколку да пробувате да го одговорите а не ви е јасно. За тоа е тука hiring менаџерот, за да ве води низ процесот на интервју. Тоа прави еден добар hiring менаџер, ве води низ процесот на интервјуирање. Така да тешките прашања вообичаено немаат брзи одговори, немаат Лесни одговори. немаат лесни одговори, односно за квалитетни одговори вообичаено треба некое време, така да слободно не избрзувајте со одговор за кој што после интервјуто ќе се каете и ќе се викате, абе, може не Преиспитувате. требаше, ќе се преиспитувате. Земете си го времето, секој интервјуер гарантирам дека ќе почитува што барате одредено време за да дадете квалитетен одговор. Така да тоа ми е првиот тип, take your time. Олгица спомна нешто за активно слушање, морав да се надоврзам на ова бидејќи ова мене лично ми било исклучително тешко, односно ми била можеби една од најтешките лекции, нешто што сум се трудела многу да го научам како да го правам и посебно е ако за луѓе кои што се импулсивни или кои што се екстровертни или луѓе кои што се ултра креативни и како што збори некој одма ти текнува нешто, да, одма ти текнува нешто што можеш да го кажеш, веројатно такви луѓе се лоши за подкасти, пошто звукот не се поклапа, ама за тоа ми било многу тешко. Меѓутоа едно нешто што ми помогна во ова е да сватам дека не треба да размислувам на одговорот, повеќе треба да се фокусирам на она што го збори човекот. Можеби треба да запишувам на страна, така да топло ви препорачувам на секој интервју да си дојдете со тетрадка, испишете цела тетрадка ако треба, дури да не искористите ништо од она што ќе запишете во моментот на интервјуто ќе ви биде одлично после интервјуто да можете да го прочитате и да си направите една евалуација на што сте кажале и што се зборело на интервјуто. Фокусирајте се на човекот и можам да ве уверам дека ќе примети. Ако се фокусирате на што има да каже другиот, а не толку на што имате вие да кажете, неминовно ќе се истренирате активно да слушате. Значи ова е вештина која што се учи. Ништо не е вродено. Покажете дека сте тука, слушнете што има да каже соговорникот и покажете дека се грижите едноставно. Точно и Да. апсолутно се согласувам. Би кажала само уште една работа, како што кажа, се тренира, значи дури активното слушање е тренинг. Во многу ситуации кога дозволува просторот и времето, кога не сме навистина зависни од она вработување кое што со нетрпение го очекуваме, обидете се да ги вежбате интервјуата, аплицирајте во компании кои што можеби не ви се од интерес. Тука да знаете, значи сосема друг принцип на интервју, на информативен разговор. Пробајте да се охрабрите себе си да видите како се однесувате, затоа што е многу полесно да сте вие во ситуација каде што навистина не ви зависи животот, нели што би рекле од вработувањето. Тогаш имате онаа храброст и да прашате и активно да слушате и се. Ако дозволува просторот и времето, дефинитивно вежбајте интервју.
Аплицирајте дури и во компании кои што не ви се од интерес, затоа што кога ќе дојде интервјуто кое што е од ваш интерес, ќе бидете многу повеќе спремни и како што кажа Јана, навежбани, истренирана вештина. Е вештина. И Така е. сега кажу збориме ми текне уште едно нешто, не знам дали на вас ова ви значи, ама мене многу ми значи кога ќе се уклучам на интервју, пошто вообичаено интервјуата сега се и онлайн, кај нас барем точно. ретко имаме во живо интервју, кога ќе се уклучам и кандидатот е веќе уклучен на состанокот. Чека. Многу ми значи. Многу ми значи, значи не мора да значи да биде уклучен пола час и да чека пола час, меѓутоа многу ми значи кога ќе е уклучен пред мене, неколку минутки пред мене. Знам дека е Нетрпеливо тука за е, да победи, знам дека е тука пошто ме чека, знам дека чека добро интервју и јас се чувствувам како да имам одговорност да одржам добро и квалитетно интервју со кандидатот. Да, ова е добар совет. Јана и добар совет Олгица со да се направиме тренинг пред да аплицираме во вистинската организација. Затоа што туку реално можеме да значи грешиме, никој да. не можеме да бидеме спремни за одреден разговор. Меѓутоа кога ќе се размислите дека за она што го чекам толку долго и што е мојот сон за вработување, имам доволно простор да навежбам, значи кога ќе дојдам таму да бидам спремен, искористете го. Секогаш ќе ви биде добро. Супер. Сега слушнавме совети за како да го поминеме процесот на интервју, нели пак ќе повторам кои се важни работи во овој чекор, важни работи да оставиме многу добар впечаток, важни работи е да дознаеме работи за организацијата, меѓутоа и да успееме да се позиционираме како најидеалниот кандидат за оваа работна позиција, меѓутоа сега идеме на оној трет, според мене важен чекор во процесот на вработување, тоа е процесот по самото интервју. Така да кој од вас сака да Јана започне? повели. Јана повели. Ајде. Значи што правиме процесот од кога ќе заврши, од кога ќе поминеме процесот на интервју, како да ја зголемиме шансата, дај ни некој совет како да ја зголемиме шансата да добиеме таа работа кога сме во овој дел од интервјуто. Едно нешто што ми е на мене no-brainer е MOM, односно Minutes of Meeting, дури и да не е побарано од вас, според мене Minutes of Meeting е вештина само за себе. Значи, добри Minutes of Meeting јас би го ставила како скил на CV. Не, Апсолутно. да, без размислување. Што значи Minutes of Meeting? Значи, за тие што не знаат, е комплетно окей да не знаете што значи Minutes of Meeting. Исто така е комплетно окей да прашате што значи Minutes of Meeting. Тоа се кратки подточки што вие ги имате извадено од состанокот. Сега замислете колкава вредност е и кои се слики ги дава ова за вас. Значи број 1. Ми кажува дека човекот може да срочи 1 час говорење во само неколку реченици и неколку реда. Број 2 ми дава слика колку е писмен човекот, колку е елоквентен, колку активно ме слушал, колку обрнувал внимание на она што сме го збореле. И ова е нешто што дефинитивно се учи. Меѓутоа е нешто што дефинитивно на нас како луѓе што интервјуираат ни дава вистинска слика на што можеме да очекуваме од корпоративната писменост на овој кандидат кога ќе влезе во организацијата. Така да ова кај мене било нешто што било дефинитивно win кај одредени кандидати, без исклучок го барам после И секој од интервју. другата страна, кај кандидатот, ако го земе како совет конкретно ова MLM, значи не можете ни да замислите од каков бенефит ќе ви биде кога веќе ќе бидете вработен во одредена компанија, секогаш да имате поидовната точка од последниот разговор. Значи, апсолутно се согласувам, затоа што тоа е алатка и за самиот кандидат, за понатамошното, значи, искуство во работењето. Секогаш ќе ги имате последните работи што биле издискутирани, за разлика од оние нели што помнат, што рековме, како рековме, до каде застанавме. Вие го имате, значи, запишано тоа што. Нема такви што помнат. Значи, ни треба многу голема меморија за да можеме да помниме волку работи. Да, Петар? Да, морам да прекинам пред идеш на вториот совет. Ова е според мене многу добар совет. Значи, ако после интервјута
некој ми испрати minutes of meeting, а навистина ќе се издвои, бидејќи ова никој не го прави. Или скоро никој не го прави. Секако ќе се издвои од другите кандидати, така да Дефинитивно. ова е одличен совет, Јана, фала ти. Thank you. Thank you. Вториот совет за после интервјуто и го размислував многу. Ми е дефинитивно побарете фидбек. Знам дека можеби ви е срам, можеби не ви е природно, меѓутоа како што ги пишувате minutes of meeting после некое време, Петар спомна follow-ups, меѓутоа после некое време или после некој ден или на minutes of meeting документот побарете фидбек, искрен и реален фидбек и професионален фидбек за како сте поминале на интервјуто. Објаснете дека ова би го ценеле за да можете да ги подобрите вашите вештини, за наредниот пат да бидете подобри, бидејќи Олгица и ти како што спомна, мислам дека Петар и ти се надоврза, интервјурање е вештина, исто како што е куцање код, исто како што е програмирање, исто како што е дизајнирање, се е вештина и се се учи со време, а сите у принцип знаеме како најдобро се учи од грешки, се учи од барање на фидбек и активно менување на работи во начинот на функционирање. Така да не се срамете, побарајте фидбек, верувате ми дека во секоја ситуација ќе се најдете пред некој професионалец кој веројатно има поминато доста интервјуа со многу слични луѓе на вас и верувате ми дека секој би го ценил и секој ќе ви даде многу квалитетни совети, многу слични на овие кои што ги даваме и ние денес. Така да ова ми беше мојот втор тип. Да. Одлично. Олгица, може со тебе да продолжиме се. Да, кои се тоа советите, И кои се да се советите? надоврзам на советите од Јана за чекорите по интервјуто. Барајте фидбек, нели? Едниот од советите би бил, секогаш обидете се, LinkedIn е професионална мрежа, професионална алатка која што се користи секаде во светот. Обидете се, да се конектирате со луѓето кои што биле присутни на разговорот на интервјуто. Не значи тоа дека вие барате некаков кредибилитет, или признание за вашите квалитети, меѓутоа значи колку сте заинтересирани за позицијата, без разлика дали ја добивате сега во овој момент или можеби оставате шанса да остане прилика за во иднина. Секогаш конектирајте се со луѓето со кои што сте биле на разговор. Фидбек, исто така се согласувам со Јана, дека можете да дадете, и преку кратка порака на LinkedIn. Доколку ја прифатат вашата конекција, а верувам, дека секој ќе ја прифати, јас барем го правам тоа, кратка порака, вие сте биле задоволни од интервјуто, меѓутоа е едно прашање, што би можел да подобрам или можела да подобрам во наредното интервју, што сметате дека можеби требаше појасно да пренесам или по-директно да пренесам и така натаму. Тие два совети би биле од моја страна. Фала ти, Олгица. Сега за првиот совет за да се поврзаме на LinkedIn со луѓето, и јас сакав да го кажам тој совет. Меѓутоа имам уште неколку џокери, така дека Тоа значи дека функционира, да, Петар. Што го потврдуваме, мислиме истото, функционира, така да. Да, имам неколку џокери, така ти ги искористам тие џокери. Совети, вака, ајде првата првиот совет за што да направиме после интервју. Свесни сте дека големи се шансите да ви дадат задача што треба да изработите на после интервјуто. Кога ќе ви дадат таа задача, направите се што можете да ја завршите задачата со најдобар можен квалитет. Бидејќи штом сте стигнале до задача, тоа значи дека веќе сте помеѓу многу мал број на луѓе и кандидати кои може да ја земат во тесниот избор, во тесниот круг на луѓе. Веднаш се гледа колку сте се посветиле на задачата и се гледат вашите капацитети. Така да направите све што можете да го изработите овој проект најдобро што може. Свесни сте дека најчесто задачите не се платени, кои треба да ги изработите. Ние сме користеле и сме плакале задачите и не сме плакале. Се што го правиме едното и другото, според мене, подобро е воопшто да не даваме понуда на кандидатите за да ги платиме за задачата што ја работат, бидејќи има две опции: да изработите добро и да ве примат,
или да изработите добро, да не ве примати, да научите. Така да мислам дека нема што да изгубите тука во овој Win-win. во win-win, да. Друга работа во овој дел е изработете ја пред рок. Знаете зошто е важно ова? Ако изработите пред рок, тоа значи дека сте изработиле, претпоставувам, пред другите кандидати, неколку пати го имаме направено тоа, неколку пати, многу пати го имаме направено ова. Добиваме екселент задача, го прекинуваме процесот на интервју. Не ги гледаме другите задачи. Ова е кандидатот и ги известуваме другите кандидати дека нема потреба да завршат задачата. Изработете ја пред рок. И трета работа, мене ми се случи ова пред некое време. Сега интервјурам за една позиција. Баш мислам дека претходната недела или пред 2 недели ме побара на уште една средба 50 минути за да праша дополнителни прашања во врска со задачата и имавме шанса уште еднаш по 60 минути да продискутираме на поопуштена атмосфера. Веќе не е интервју, туку разговараме за други работи. Меѓутоа, тука мора да внимаваме какви прашања поставуваме, бидејќи нема глупи прашања, мислам дека има глупави прашања. Има глупави прашања, така да би требало прашањата што ги поставиме ако бараме дополнително разјаснување да бидат смарт прашања, за да пак да искористиме шансата да направиме добар впечаток, да се позиционираме како најдобриот кандидат. И ова ми е оној џокер совет. Може да функционира, меѓутоа кога го разговарав ова со друг колега, може да создаде и фрустрација ако не е добро направено. Создадете urgency, создадете ургентност. Доколку аплицирате на повеќе работни позиции во овој момент, искористете таа позиција да ги информирате по завршување на интервјуто, Одличен совет. да ги информирате HR-от или луѓето од другата страна дека има и други компании кои се заинтересирани за тебе. Меѓутоа, ако не го искомуницираме ова како што треба, може да биде опасно, може да биде арогантно, затоа треба да внимаваме, да кажеме дека ова е работната позиција која ја сакаме, меѓутоа не чека другата организација. Ако кажеме со име организацијата, ќе создадеме кредибилитет. Тоа значи дека не смееме да излажеме дека сме во комуникација со друга организација. Мора да бидеме на вистина во преговори со друга организација. Ова може да создаде ургентност, може да создаде чувство кај луѓето од другата страна од компанијата дека за овој кандидат за кој ние се бориме, има и други организации кои се заинтересирани за него, точно. За него. Така да ова би било последниот совет од мене. Тогаш веќе и не е хак. Тогаш е веќе реалност и искреност. Знаеш, ако прелажеме би било хак. Меѓутоа вака е веќе нешто што вистински се случува. Инфлуенс, нели, можеме да влијаеме. Ова е во бихевиорална психологија, е ургентност и функционира секогаш. И се користи. Барем од искуство, значи можам да потврдам дека се користи. Апсолутно. Океј. Имам уште едно нешто, совет кој што не можев да го класифицирам во која категорија, значи не можев да го класифицирам во ниедна, односно веројатно го класифицирав и во сите, така да се надоврзам и на првиот дел, односно како го почнав овој подкаст, тоа е најдување на самите себе си, односно пронајдување на она уникатното, она автентичното во нас, и ова морам да го дадам како совет, бидејќи го даваме на сите наши студенти кои што поминуваат на академиите, и особено внимание посветуваме на ова, зашто бидејќи е многу едноставна формулата, многу лесно можеме сите да се стекнеме со одредени технички вештини, така да научиме да програмираме, како што кажав претходно, или било каква техничка вештина. Тоа е уникатно за нас, му треба посветување, му треба читање, му треба посветување време на себе. Ова е процес според мене на доживотно учење, на lifelong learning, истражување, посветеност и слично, значи trial and error и слично. Меѓутоа посветеност на самите себе, така да според мене може би е клише прашање, како што спомна Петар, каде се гледате 3 години од сега или каде се гледате 5 години од сега, меѓутоа кој си ти, каде си ја гледаш кариерата,
Понатака, според мене е апсолутен маст. Значи, не би примила ни еден кандидат кој што не може да го објасни ова. Дури да е не сум сигурен во овој момент каде ја гледам кариерата, меѓутоа знам дека сакам некаква промена да направам. Знам дека сакам во оваа сфера промена да направам. Знам дека сакам во оваа компанија да направам промена и знам дека сакам тука да растам. И тоа е доволно добар одговор, бидејќи е искрен одговор и е автентичен одговор. Така да топло ви препорачувам на сите тие што не слушаат денес да посветите време на себе и да се пронајдете и да го пронајдете на автентичното во вас, што ќе ве издвои од толпата. Само се надополнам на ова колешка што нема да ја кажувам по име, што се уште работи кај нас на прашањето да ми каже за себе и во кој ајде да кажам период од животот е, што сака во иднина и ми одговори I'm lost. Во моментов сум изгубен и пробам да се пронајдам. И тоа според мене беше многу валиден одговор, бидејќи ако навистина си на некоја раскрсница, не можеш да го сокриеш тоа и секој одговор да пробаш да го изфејкуваш ова ќе се примети, а од друга страна па ја гледаш искреноста. Кој ќе ти одговори со I'm lost на ова прашање? Само некој многу искрен човек. Тој та колешка се уште работи кај нас и ми даде I'm lost. Одговор на ова прашање. Види, знаеш како мислам дека ако веќе си во фаза кај што знаеш дека си lost, не си веќе толку lost. Ако не знаеш дека си lost, ако мислиш дека е се окей, во тој случај си апсолутно Ако lost. пробаш да го зацкриеш. Да, ако пробаш да го Оно зацкриеш. што го кажа Јана, каде би го ставила ова како совет, јас би рекла треба да го ставите како совет и пред процесот на аплицирање, меѓутоа и откако ќе го пројдете процесот на аплицирање на интервју и пост интервју, ставете го и тука. Апсолутно. Океј, Јана, Олгица, ви благодарам многу. Тука завршуваме со ние 18, испадна 18 плюс совети, 20 совети за нели како совети кои може да ни помогнат да стигнеме до нова кариера оваа пролет, така да се надевам дека имаше нешто корисно за секој од вас. Денеска ви благодарам, И Олгица, многу Јана. успеси. Да, фала ти Петар за поканата. Благодарам Оле, фала на ти што двајцата. учествуваше на оваа епизода. Мило ми е за соработката што имаме и ќе продолжиме да имаме. Thank you. Дечки, се надевам дека овие работи ќе ви помогнат.